Уставните измени се преземена обврска и секако дека на тоа мора да се работи. Ова го изјави министерот за европски прашања Орхан Муртезани, кој практично го потврди она што во интервју за ТВ21 го рече амбасадорката на Соединетите Американски држави Анџела Агелер. Неофицијално се работи на подготвување на трет протокол за надминување на спорот за Бугарија, зашто неодамна и председателката Гордана Силјановска-Давкова потврди, а за кој рече дека во тој протокол ќе се бараат гаранции дека на патот кон Европската Унија земјава нема повторно да биде заложник на билатерални спорови. Муртезани рече дека најпрво ќе се вложуваат напори за затоплување на односите, а дури потоа ќе се разговара за трет протокол. Секако дека на уставните измени мора да се работи. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската Унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени, кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. А за да бидат адресирани, треба се воспостави диалог, редовен, да се врати довербата помеѓу двете соседски земји, за да може на европски начин да градиме заедничка европска иднина. Амбасадорката Агелер во емисијата Клик Плюс на ТВ21 беше, како што рече и самата, 100% убедена дека се работи на уставните измени. 100% certain that they are working, know that they are working very hard in Brussels and in other European capitals to find a solution. But I can tell you that they are having conversations about paving the way. Now, whether that's effective or not, I can't speak to it because, again, I'm not in Brussels. За европската интеграција на Македонија говореше и министерката за европски прашања на Шведска, Јесика Розенкранц, на заедничката пресконференција со министерот Муртезани. И таа нагласи дека уставните измени се клучни за членство во Европската Унија. Сметам дека, откако ќе бидат спроведени уставните измени, со нетрпение очекувам да ги започнеме формалните преговори за пристапување и во таа смисла ја поттикнувам Северна Македонија да ги протурка реформските напори со поддршката на Европската Унија и земјите членки, реформите поврзани со владењето на правото, независноста и интегритетот на судството и спречувањето на корупцијата се од критично значење. Премиерот Христијан Мицкоски уште во септември годинава посочи дека се можни некакви активности и раздвижување за уставните измени после новогодишните празници и дека очекува промени во делот на добивање на гаранции од европските партнери. Председателот на СДСМ Венко Филипче пак достави резолуција за црвените линии на земјава во преговорите, но од власта тоа го отфрлија.